Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДСМ е директен виновник што државата и граѓаните не можат да се справат со економската криза. Иако знаеле дека ќе има економска криза, не преземале ништо. Не предвиделе антикризни мерки кои што требало да ја ублажат кризата која што во моментов ја чувствуваат и живеат граѓаните. Наместо антикризни мерки, изминатија неколку месеци откако знаеле дека ќе има сериозна економска криза, продолжиле од владата со непродуктивни трошења. Например, изминатија неколку месеци потрошиле 2 милиони евра на луксус. Само вчера презентиравме дека за кафиња, златен прибор за јадење, хотелски сместувања, телефонски услуги и режано цвеќе се потрошиле над половина милион евра. Еве, например, предпријатието Железници, иако е на раб на банкрот секој месец во годината, повторно потрошиле над 7 милиони денари за канцеларијски материјал и кондуктерски ташни. Иако, доколку некој ги праша вработените таму, и самите ќе кажат дека можеби баш сега и не им се потребни ташните, дека имало претходна набавка, односно дека поважно им е редовно да земаат плата. Републичкиот совет за безбедност при сообраќај, например, одвоил околу 5 милиони денари за услуги за печатење. Да беа свесни дека ќе има економска криза, иако знаеле, ќе сватеа дека тие пари би било попаметно да ги потрошат на некоја друга ставка или на нешто друго. Јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор во време кога знаеле дека ќе има криза, за процена на деловен простор одвоиле 4,7 милиони денари. Ако сакале да заштедат и ако сакале да превенираат со трошење пари, ќе искористеле некој од државните институции која што може да направи процена на деловниот имот и ќе направеле процената, а предпријатието ќе ги заштедело овие 4,7 милиони денари. И така, милионски суми на пари се трошат непродуктивно изминатија месеци, иако од владата знаеле дека ќе има економска криза. Нема ниту една антикризна мерка и она што се обидува да го наметнат дека го донеле изминатија неколку денови како антикризни мерки е задоцнето и нема да го даде резултатот кој што е потребен за граѓаните да ја преживеат оваа економска криза. Оваа политика на СДСМ е добро позната и се вели купи ден помини, додека тие самите живеат и уживаат во луксузот со парите на граѓаните. Благодарам.